Нова семејна расправија на улица во Кочани. И кога се чинеше дека затаија семејните драми во градот на Оризот, по 9 месеци ваквото мислење се прекина. Единствена добра работа која би можела да се извлече од последниот случај е тоа што истиот заврши нетрагично и без смртни последици. Во понеделникот нешто пред 20 часот, додека 40 годишниот ИВ се движел со неговото возило на улицата 9 мај, бил пресретнат од 3 години помладиот брат МВ, кој прво се нафрлил врз возилото, па преку отворениот прозор го фатил ИВ и почнал да го влече за раката со намера да го извади од автомобилот. Во тој момент ИВ се тргнал со возилото назад и го повлекол помладиот брат, пошто тој паднал и се здобил со тешка телесна повреда скршеница на лева нога. Потоа настанала семејна расправија помеѓу двајцата браќа, во која со повреди во пределот на главата се здобила и сопругата на помладиот брат, 31 годишната ЦВ. МВ бил пренесен во Кочанската болница каде му била укажана лекарска помош, но поради сериозноста на повредите бил префрлен во градската болница во Скопје, а неговата сопруга била пренесена во овдешната болница и била задржана на понатамошно лекување. Од полицијата известија дека се преземат мерки за целосно расчистување на случајот. Инаку последната семејна драма која го потресе Кочани и имаше трагичен крај се случи во октомври минатата година, кога маж откако со нож си ја прободе сопругата се обеси. Една година порано, селото Спанчево беше епицентар на вакви семејни трагедии и улични драми кои завршија со неколку смртни случаи.